Алешнет вести. Чистачка од Делчево без канцеларија, само со средства за чистење и фирма за инвалидно лице, остана без надеж и во финансиски лавиринт, откако сметката е блокирана за радиодифузна такса. 10 месеци 43 годишната Јалдаска од Делчево не знае како да ја одблокира сметката, ниту како да си подели плата од 3000 денари. Зошто да плаќам кога ги немам овие пари? Ни за придониси, ни за радио телевизија. Не гледам телевизија. Не гледам телевизија. Дека ја имам у работата телевизија да гледам кога чистам само едноставно. Чистачка сам, не сум некој во друга фирма, таква фирма да сум отворила и да плаќам јас радио телевизија. За да биде маката поголема, блокадата на сметката пораснала на 15.000 денари, бидејќи оваа жена сега не може да си ги плати придонесите, а државата, која има законска обврска за рефундирање на средствата на инвалидните фирми, повеќе месеци дотни со исплатата. Понапред имаше влез и излез, само така покажувавме парите, а сега има веќе колку години, 3-4 години веќе повеќе можда е за што се плаќат тие по 4-500. Нормално това за придонесите това. Од блокирањето на фирмата за неа е невозможна мисија. Излез тражам од нашата држава. Пошто 3 пати сам оперирана, уште една операција треба. А и здравата нога ми оди и раката таа ме боли веќе. Немам доволно стаж, имам 8 години. Ми рекоа уште една година. Па да, добијам пензија. Состојбата е тешка. Таа е неработно способна. Од мала страда со нога. Со една погрешна инекција таа остана инвалид. Зима 3000 денара, затоа и тие 3000 денара уопште не можат на неа да не истигаат ни за лекарства, ни за ништо, за опстанок, да не збориме на тој тешок живот како што е. Јалдаска 8 години докажува дека може да работи, борејќи се со хендикепот, за честно да си обезбеди пензија, но финансиската суровост на системот и неажурноста на дел од администрацијата сега ја доведе до очај. Ке ја разберат ли надлежните нејзината мака?